организации сега од Прилеп да го присустват. Благодарам. Почитувана директорка, Гоце и Даскал. Почитувани колеги, партнери и соработници, ви благодарам на сите на интересот кој што го покажавте денес за да слушнете можеби најдобрите практики во период кој што измина. Како што ме најави јас сум Зоран Илиевски, доаѓам од коалиција на младински организации сега. Тоа е национална организација која што на 20 јануари ќе полниме 15 години. Работи во полето на младите, во моментот се чинуваат 23 други невладини организации со особен фокус на промена на политиките и подобрување на животот на младите луѓе во Македонија. Моја улога денес е да го представам претот од акцијата, клучната акција 3, кој што се несува на структурен диалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки во Македонија. Но пред да почнам со презентација на добрата пракса која што имавме со оваа акција, сакам да кажам, да го потенцирам влијанието на Еразмус плюс програмата, воено и што претходно се случи. Од една од клучните акции 3 кои што ги имавме во изминатиот период како коалиција сега, го отворивме прашањето на учество на децата, односно учество на младите во образовниот систем, и тоа пред 2 години, за да годинава заедно со Министерството за образование и наука делуваме во промени на Законот за средно образование, каде што ќе го загарантираме учеството на децата во училиштето, а сето тоа започна токму со клучната акција 3, структурен диалог помеѓу донесувачите на одлуки и младите луѓе. Значи, сега зборам за од аспект на ниво на влијание од претходните акции кои што ги поддржа Еразмус плюс програмата и колку тоа е влијателно за нас во Македонија. Сега ќе зборувам кратко за клучната акција 3 која што имавме во текот на 2016 година. Се работи за проект кој што имаше за цел да влијае кон регулирање на политиката за младинска работа. Во европската терминологија се користи зборот, односно се користи терминологија